Богат спортски викенд на спортските терени во општина Битола. Кај најмладите категории, односно во детската лига, во генерациите деца родени 2004-2008 година, одиграа фудбалските школи на Пелистер и ЛГ Битола. Во продолжение хајлец од овие надпревари, каде по 2 победи запише и двете екипи. Во пионерската фудбалска суперлига на Македонија во Битола, Пелистер ги дочека своите врсници екипата на Вардар. Гостите од Скопје и во двата надпревари извојуваа победи, а во продолжение најдоброто од овие мечеви. Младинските категории на Пелистер и Вардар во Битола на теренот со вештачка трева Павел Шатев одиграа два надпревари во рамките на 14-тото коло во Суперлигата на Македонија. Пионерските екипи на Вардар и во двата меча славеа убедлива победа. Во развојната категорија помлади пионери, Вардар го совладо домакинот Пелистер со 3:0. На крајот на првото полувреме Вардар имаше предност од 1 гол, додека на крајот дадоа уште 2 гола. Стрелци на овој надпревар за Вардар беа Ибраим Ариф и Мартин Спировски, додека последниот погодок беше автогол. Јас сум Саша Јанев, тренер во Вардар, конкретно тренер на генерација 2001 година родени. Денешниот надпревар го очекуваме како едно дерби, поготово со Пелистер која се игра и очекувано го добивме надпреварот, но сепак да кажам дека Пелистер е една екипа каде што гаи млади категории, каде што има добри играчи и стално било интересно кога се игра со нив. Победата ја направивме онака очекувано и мислам дека надпреварот беше коректен и добро одиграно. Колку сте задоволни од вашите момци? Па во оваа полусезона некако како малце да паднам, не конкретно ќе кажам, терените сега што ги имаме не ни се уште готови и така комбинирано трениравме на некои си игралишта, али се понатаму ќе се кренеме и мислам дека ќе бидеме на врвот на табелата у нашата категорија. Така, генерално за самата лига е да дадете една оценка. Па лигата конкретно мислам дека по моје мислење треба да има плей-оф, каде што од тие дерби утакмици кои ќе бидат тие 6 екипи, мислам дека ќе има со нив да одиграме со некои подобри противници и за самите деца за да можат за понатаму за да бидат конкурентни во репрезентацијата кај што треба да настапуваат. Во категоријата пионери, гостинската екипа на Вардар го совлада тимот на Пелистер со 2:1, а во Скопје, во два надпревари во младинска и кадетска конкуренција, битолчани не успеа да забележат победа. Кај кадетите, Пелистер имаше водство 0:1, но на крај фудбалерите на Вардар направија пресврт и славеа со 2:1, а младинците на Пелистер загубија убедливо со 4:0 по головите на Димитровски, Бекири на 2 пати и Апостоловски. Комплетирано 16-тото коло од втората македонска кошаркарска лига. Битолски Пелистер во тежок надпревар на свој паркет загуби од тимот на Вардар. Во втората македонска кошаркарска лига овој викенд комплетирано 16-тото коло.
Во спортската сала Младост во Битола, екипата на Пелистер во тежок надпревар загуби од второпласираната екипа на табелата Вардар со 55-63. Тимот на Петковски овој меч го одигра со осцилации, а гостите од Скопје тоа го искористија и на полувреме имаа предност од 7 кошеви разлика, 26-33. И во последните две четвртини Пелистер не најде решение за играта на Вардар. Зелено-белите имаа лоша реализација од 3 поени, па на крај Вардар заслужено победи. Кај домакинот Илиевски Захариевски постигна по 16 поени, додека искусниот Анакиевски постигна 13. Кај Вардар се истакна тандемот Колов-Кочов, кој постигна по 21 кош, додека Радулович реализира 12 кошеви. Како прво сакам да им честитам на екипата на Вардар за нивната победа тука во Битола и за дефинитивно освоеното тоа второ место. Мислам дека не може никој да ги загрози. И на она што покажа денес на самиот надпревар. Мислам дека на денешниот надпревар одлучи нивната подобра физичка подготвеност, искуството од некои 20 играчи што носат од прва лига и нашиот слаб шут за 3 поени. Значи, не одговоривме добро на таа нивна агресивна игра. Ние знаевме што не очекува и се подготвувавме така и цела недела. Знаевме дека ќе биде доста агресивно, дека ќе биде тежок надпревар и тука не можевме да се изразам да скршиме надпреварот на 3 разлика кога дојде. Една тројка на Анакиевски, несреќно излезе од обрачот, така да нивното искуство потоа да задржат резултати и да приведат надпреварот до крај се покажа како одлучувачко. Јас сум задоволен од залагањето на моите играчи. Мислам дека по кратката клупа и по малиот фонд на играчи што го имаме и со кој располагаме, го реши овој надпревар. Уште еднаш ќе кажам, слабиот шут за тројка, она што не го погодивме, катастрофалниот процент како на минатиот надпревар во Тетово и сега се повтори, а на вакви надпревари ни требаат тие лесни шутеви да се погодат за да се добие надпреварот. Уште еднаш честитки за екипата на Вардар и им посакувам, ако влезат во прва лига, многу среќа на тоа. Тежок надпревар, знаевме што не очекува, знаевме дека нема да биде лесно тука да дојдеме и да победиме. Целта во вториот дел од сезоната беше да го завршиме овој дел без ни еден пораз, бидејќи имавме некои киксови во првиот дел и трката за прво место која не беше зацртана ја изгубивме, но затоа имавме за цел второто место да го освоиме и тоа беше услово да немаме ни еден пораз, полека од надпревар тоа почнавме да го правиме. Минатата утакмица со Охрид добивме дома, овдека знаев дека ќе биде уште потешко и ги припремав играчите на тоа. Успеавме да добиеме и сега ни остануваат уште 2 надпревари до крај, каде што има некоја теоретска шанса да ни биде загрозено второто место, но на следната утакмица дома тоа можеме одма да го решиме и веќе 100% да го задржиме тоа второ место кое се надевам дека ќе донесе во првата лига. Честитки до моите играчи, од тоа што го зацртавме се го исполнија, поискусните играчи го земаат теретот, тоа и го очекував од нив, помладите играчи еден ова голем плюс за нив, големо искуство и самите видоа како е да се игра пред ваква атмосфера, со поискусни играчи малце што има исто така екипата на Пелистер, но на крај сепак победивме и сега се надевам дека ќе успееме да избориме пласман во првата лига. На преостанатите мечеви одиграни во 16-тото коло, победа славеа домашните екипи. Тимот на Ангели со 75-60 ја победи екипата на Вонјански Лисици. Гостивар беше убедлив на домашен паркет и со 87-57 го доби мечот со Тетекс. Охрид ја совлада Академија ФМП со 95-72 и Радовиш со 91-89 славеше над Шкупи. Во следното коло кое се игра на 2 април се среќаваат Радовиш Ангели, Шкупи Охрид, Академија ФМП Пелистер, Тетекс Вонјански Лисици и Вардар Гостивар. На табелата тимот на Охрид е убедлив со 31 бод, следува Вардар со 29, Гостивар со 27, Вонјански Лисици и Пелистер со 24, Ангели се со 23, Шкупи и Тетекс со 21 и Академија ФМП и Радовиш со по 20. Во рамките на првата ракометна лига на Македонија, тимот на Зарков и Марковски, ХЈС Работник, повторно забележи убедлива победа, совладувајќи го тимот на Гостивар на свој терен. Тимот на ХЈС Работник од Битола во 14-тото коло од првата ракометна лига на Македонија забележа лесна победа над тимот на Гостивар, совладувајќи го со резултат 34-21.
Тимот на ХЈС работник од самиот старт ја најави својата победа, а на полувреме имаа предност од 12 голови, 19:7, и во вториот дел главниот претендент за Суперлигата на Македонија не остапи од победата. Тренерскиот тандем Зарков и Марковски во текот на надпреварот одиграа со променет состав, а минутажа им дадоа и на помладите првотимци. Како капитен на тимот е на анализа на денешниот надпревар? Па, очекувано беше дека ќе биде лесна утакмица. Си го дававме нашето. Победа на лесна победа, се трчавме, се спремаме за таа потешка утакмица што нас чека Скопје, што ќе решава за директен пласман во Суперлигата. Како се задоволни вие лично? Па, задоволни. Задоволни сме нормално со екипа што е послаба од нас, ќе бидеш малце опуштено. Секој почеток со ваква екипа е послаба нормално. Квалитетот што го имаме го кажа крајниот резултат. Дали го доработивте она што го подготвувавте изминатата седмица? Па и да и не. Можеше подобро. Така. За наредниот надпревар ваши очекувања, предвидување, она што следи сега и идните надпревари? Па очекувањата се нормално. Победа и само победа. До крај да ги сите утакмици да бидат победа, да се завршиме тоа прво место и нормално влез во Суперлига. Младиот битолски клуб по 14-тото коло во првата ракометна лига на Македонија е во серија од 13 победи и само една загуба и е на лидерското место на табелата со 39 бодови. На втората позиција се наоѓа тимот на вториот тим на Вардар со 36 бодови. Во првата петорка се уште тимовите на Преспа, Младост и Ринија. Овој викенд започна и пролетната полусезона од женската Суперлига на Македонија, во која ракометарките на Пелистер во пелагониското дерби го совладаа тимот на Прилеп. Ракометарките на ЖРК Пелистер ја забележаа првата победа во вториот дел од сезоната во Суперлигата на Македонија. Тимот на Пелистер славеше во пелагониското дерби против Прилеп со резултат 22:17. Пред своја публика, избраничките на Борче Марковски одиграа одличен надпревар. Денешниот надпревар со екипата на ЖРК Прилеп беше исклучително од голема важност за нас, бидејќи решаваше директно за горниот дел на табелата, односно за плейоф разигрувањето во нашето првенство. За денешниот надпревар можам да кажам дека двете екипи играа борбено, во првото полувреме се играше изедначено, што кажува самиот резултат, еден гол разлика во корис на нашата екипа. Тоа што се договориме со девојките максимално го одработивме, поготово второто полувреме каде што одбраната функционираше на повисоко ниво. Во првото полувреме немавме добра соработка во одбраната што гостинките сето тоа го искористија. Првото полувреме беше неизвестно, меѓутоа во второто полувреме пробавме да одиграме поагресивно во одбрана, пред се на нивниот среден бек Моника, која што знаевме и добро анализиравме дека е главниот организатор и играч на екипата на Прилеп. Во напад одигравме мотивирано, дисциплинирано, одредени варијанти што се договоривме не одеа како што треба, бидејќи сепак отсуството на одредени ракометарки кои што студираат во Скопје за жал ни представува еден проблем кој што се провлекува во текот на цело првенство. Тие одредени недостатоци и грешки што ги направивме, противникот ги искористи, меѓутоа благодарение на одличните одбрани на голманката Марина во клучните моменти и смирениот и дисциплиниран напад во завршниот дел на нашиот надпревар ни даде еден резултат кој што се надевам дека екипата на Пелистер ќе игра во плейоф разигрувањето и се надеваме на подобри резултати за следната сезона. Задоволни сме од победата, среќни сме, не беше многу значајна победа. Игравме борбено во одбрана, во напад исто така. Искористивме грешките на противникот. Пред да почне утакмицата, тренерот добро не мотивирано во соблекувална, па ние тоа го искажавме во теренот, па ги искористивме нивните грешки, во одбрана бевме многу добри и тоа си го прави своето, тие многу грешија. Во Суперлигата на Македонија, во преостанатите мечеви, актуелниот лидер, ракометарките на Металург, ја победија екипата на Куманово со 39:20. Второпласираниот тим на Вардар Јуниор одигра со ЖРК Ѓорче Петров, а во ова коло екипата на Овчеполе е слободна.